Откако Стојна Димитровска најави на социјалните мрежи дека ќе наплаќа по 5 евра за секој што сака да влезе на локалитетот Камени кукли, денеска обвинителството побара притвор за незиниот сопруг. На објавата од вчера на Facebook дека ќе издава и фискални сметки, локалитетот го посетили инспектори на УЈП, но незиниот сопруг, кој е британски државјанин, фрлал камења врз нив и нивното возило. На 16 јули на локалитетот Камени кукли во селото Куклица Кратово, осомничениот 41 годишен британски државјанин го спречил постапувањето на двајца даночни контролори кои вршеле службени дејствија на контрола во однос на претходно поставени обележја за привремена забрана за вршење дејност. Сопругот на Димитровска е приведен, осомничен за спречување службено лице во вршење службено дејствие и за него основниот суд во Куманово одреди 8-дневен притвор. Стојна Димитровска пак има судска забрана да се доближува до локалитетот Куклица, но и таа повторно беше затекната таму изминатиот викенд. Полицијата ја затекна по пријава од посетители. Ве известуваме дека од страна на Основниот суд Кратово против СДБ донесено е решение со кое се определуваат мерки на предпазливост во рамки на кои е забрана за посетување на локалитетот Куклица, но СДБ на 11.7.2026 година била затекната на локалитетот. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Куклица е природно богатство од јавен интерес, но до него се стигнува преку пат што минува низ приватни имоти. Еден од нив е имотот на луѓе кои им го дале на користење на семејството Димитровски. Телма веќе објави дека тие подолго време наплаќале по 150 денари на посетителите, бидејќи токму таму се наоѓа влезот на локалитетот. Во јавност излегува и видеоматеријали кои покажуваат дека таа наплаќа и за паркинг. Во меѓувреме се уште трае спорот меѓу општината Кратово и Сдруженијето Извор, каде што членува и Димитровска, за тоа кој да стопанистува со Куклице.